Друштвото на писатели од Куманово вчера вечер организираше промоција на постхумни изданија на стихозбирките Поеми и поезија на поетот Наум Јовановски, професор по македонски јазик. Со литературна дејност Јовановски почнал да се занимава уште во основното образование, а првата негова песна била објавена во младинскиот весник Млад борец. Наум Јовановски има објавено 4 стихозбирки, а добитник е на повеќе награди и признанија. Присутните во Занаечискиот дом синоќа имаа можност да се потсетат на едно од повеќето телевизиски гостувања на поетот Наум Јовановски. Наум Јовановски е роден во село Долно Дупени, Преспа. Основно образование завршил во своето родно место. Средно земјоделско училиште и педагошка академија, група македонски јазик и српско-хрватски со книжевност завршил во Битола, а филозофски факултет, група историја и македонски јазик во Скопје. Со литературна дејност почнал уште во средно училиште. Првата песна ја објавил во Млад борец, потоа му се објавуваат песни во алманахот при Битолскиот клуб на писатели Стале Попов во Битола. Потоа во Нова Македонија, Мисла, Просвета, Просветен работник, Македонско сонце, Наш вестник, како и во литературните списанија Разбиток во Битола, Беседа во Куманово, Повод во градот Мелбурн, Австралија и слично. Авторот има објавено 4 стихозбирки, песни Време, песни, лирика и стихови. Авторот е професор по македонски јазик по пензија. Добитник е на повеќе награди и признанија. За жал, оваа вечер посхумно му се посветуваме. Прво пошто пришло од 7 оделение, а потоа продолжив натаму. Рекол дека првата песна ја сум објавил во Млад борец. Тоа беше младински вестник, така. А потоа се ниже вака во многу вестници и списанија. Објавував во Нова Македонија со Просветен работник, во Кумановска беседа, потоа Наш вестник, телевизија Куманово, радио Куманово, потоа во списанието Корени, кој од почетокот натаму, па се објавува во списанието Развиток, Битола, во педагошко восписание и тоа се Просветен работник. Во Македонија. Дел од македонскиот народ и нашата мачна македонска историја и сегашност. Кога ќе ги повторувам зборовите, се ме почеќе на мака. Мака и само мака. Затоа ли е Македонија? Зошто е создадена со маки? Зошто истрајала во маки? Зошто со маки опстојувала и со маки опстојува?